Најдобар диригент и гран при со највисок број освоени поени на целиот надпревар е билансот од учеството на женскиот младински хор при МКЦ под диригентство на маестро Саша Татарчевски на меѓународниот младински фестивал и надпревар кој се одржа од 6 до 9 јули во Братислава, Словачка. Токму тој имаме чест денеска во телевизија Нова да ни гостува во рамки на информативниот преглед. Добре дојдовте, вие сте воедно и професор, би сакала да потенцирам, на Факултетот за музичка уметност. Ајде најнапред да не запознаете за како фестивал станува збор, со какво реноме, предпоставувам дека има голема традиција, кој се учествуваше и колку ансамбли од кои се земји учествуваа на фестивалот. Добар ден, благодарам за поканата, за прв пат во ТВ Нова, пријатно чувство. Уште попријатно чувство е кога на еден меѓународен надпревар, каде што учествуваат ансамбли од 4 континенти, во случајов на овој надпревар, на крај ќе излезете најдобри од сите. Фестивалот, кој е истовремено и надпревар, е со голема традиција, многу години се одржува. Организаторите на тој настан организираат неколку настани во текот на годината, кои што се меѓународни надпревари за хорски и инструментални ансамбли. Имавме честа да бидеме поканети специјално за овој настан. Значи, откако веќе се имаа пријавено многу од ансамблите кои ќе учествуваат, главниот уметнички директор на фестивалот не исконтактира и ни испрати специјална покана да учествуваме на овој настан. Можам да кажам дека сум многу среќен што ја прифативме таа покана, бидејќи испадна добро за нашето представување, најдобро може. Така, со што се представивте? Ќе не запознаете со репертоарот? Да, на секој фестивал се обидуваме да представиме тоа што е наше, секако. Значи, со музика од македонски автори претежно, но бидејќи е и надпревар, на надпреварот се представуваме со она што е според пропозиции. Овој пат учествувавме во две категории на надпреварот. Една беше токму со хорски аранжмани на фолк композиција од земјата од каде што се доаѓа. И тука освоивме првата награда, втората категорија беше, така да кажем, стандарден хорски репертоар за женски хор. И тука освоивме првата награда. Но на извонредно место се одржува надпреварот, тоа е така наречената сала на огледалата во Примацијал палатата во Братислава. Освен што е убава за гледање, е многу убава за пеење, значи акустички е погодна. Мислам дека одат инсерти, овде може да видите дел од мастер-класот кој што го одржав за дел од хоровите учесници од другите земји на овој фестивал, повторно по покана на организаторот. Кои критериуми требаше да се задоволат и да се исполнат за да се добие гран прито? Која се очинуваше воопшто жири комисијата? Жири комисијата на најголем дел од овие настани секогаш еминентни луѓе од областа која што е на тој надпревар, во случајов хорско пеење. 6 колеги во комисијата, сите со светски признати резултати. Критериумите се едноставно треба да бидете добри во тоа што го правите, значи да не влегувам во детали. И во музичката уметност, па и во хорското пеење има многу одделни критериуми кои што можат посебно вака да се оценуваат. Меѓутоа, на крај сите тие заедно го даваат вкупниот впечаток за еден ансамбл и на тој начин се носи одлуката, се собираат поените од сите 6 членови на жирито, се дели на 6 и се добиваат бодовите. Вака објективно, кои ансамбли ви беа најсилна конкуренција? Имаше извонредни ансамбли од Јужна Африка, од Хонг-Конг, од Австралија, значи од многу земји во светот. Не можам да се сетам на сите, многу впечаток ми оставија ансамблите од Јужна Африка, особено машкиот хор Take Note, кој што е извонреден ансамбл. На инсертите може да ги видиме моментите од доделувањето на наградите
Значи, освен тоа што во тие категории освоевме првата награда, на крај имавме највисок број поени од сите ансамбли на овој фестивал. И меѓусебно се оценувавте? Не, едноставно поените кои што ги дава жирито, на крај се споредуваат и ансамблот со највисок број поени од сите го добива гран прито. Жири комисијата, така. Ова не е прва награда, маестро Сашо, за вас и за женскиот младински хор при МКЦ. Дали може да ги споменеме сите ваши позначајни успеси досега? Тешко сите дека ги споменеме, меѓутоа малку ќе се обидам наназад да се враќам. Значи, освен со женскиот младински хор при МКЦ, на вакви надпревари учествувам и со хорот Драган Шуклевски при Факултетот за музичка уметност. И, минатата година освоевме со нив награда во Варна. Со женскиот младински хор повторно сите можни највисоки награди ги освоивме на меѓународниот фестивал за духовна музика во Вроцлав, во Полска. Предходно во Романија освоевме исто така највисоките награди со Драган Шуклевски, во Краков ги освоевме највисоките награди, во Франција исто така. Значи, многу се би требало веројатно да си ги напишам за можам да се сетам се на сите вака поединечно. Од 2004 година, откако почнав со хорските ансамбли да настапувам во странство, секоја година имаме награди на овие меѓународни настави. Така. Овие меѓународни надпревари, покрај тоа што значат лична афирмација, значат пред се и представување на сопствената земја и култура. Секако. Од какво значење ова хорско пеење воопшто за македонската култура? Прво, овде кај нас е од големо значење, бидејќи тоа е оној жанр каде што нашите професионални композитори за прв пат почнале да пишуваат професионална музика, или така да ја наречеме, и хорското пеење има голема традиција кај нас, иако, да речеме, само во последните 150 на години можеби. Но на меѓународен план е уште поважно, бидејќи е во огромен подем хорското пеење на сите страни на светот. Само една, вака колку да се има представа, само една бројка ќе кажам, например, дека во Соединетите Американски држави има регистрирани официјално 27,8 милиони хорски пејачи. Значи, тоа би било нешто 7% од населението. Значи, не знам, во Македонија некои 150.000 во превод би било тоа да има регистрирани хорски пејачи, за да може да се направи таа споредба. Сакам да кажам дека така е во многу земји во светот, да не одиме толку далеко. Словенија е многу слична по големина и близко овде до нас. Значи, имаат некои 1500 хорски ансамбли кои што учествуваат на меѓународни настани, така интересни бројки, и поради тоа кога ќе се представите некаде надвор пред голем аудиториум, многу е важно доколку испаднете во самиот врв на тие настани, бидејќи многу поинаква слика се праќа за културата генерално, не само за хорското пеење во државата и културата од која што доаѓате. И тоа мислам дека е најголемата придобивка од овие наши патувања надвор, иако придобивката е и тоа што се подига само довербата на учесниците на овие настави, значи хористите, студентите, кои што конечно го разбираат она што овде ги учам, дека не е важно од каде се доаѓа, не е важно какви сме по боја, по, не знам, нација, по јазик, како зборуваме. Едноставно е важно колку се работи, колку енергија ќе се вложи во тоа што се прави и дека практично може да се биде или најдобар, или не толку добар, или најлош, без разлика од каде се доаѓа. Честитки уште еднаш за Гран При наградата. Ви благодарам што одвоивте време да бидете дел од вестите на телевизија Нова, а со овој разговор воедно го заокружуваме овој информативен преглед. Следува најновото издание на Нова Бис. Останете со програмата на телевизија Нова.